Се наоѓаме пред итната медицинска помош, каде што во наредните минути ќе зборуваме за бројот и типот на интервенции во текот на изминатиот викенд. Со мене е докторката Елена Карева-Пиловска, специјалист психијатар. Докторке, добро утро, после дежурство, после смена, како помина ева овие 48 часа, колку интервенции имаше итната медицинска помош, кои беа најчестите причини за тие интервенции? Така, добро утро од базата на итна медицинска помош. Навистина заврши една ноќна смена. Сите смени, особено ноќните, носат различни предизвици и имаат различна динамика. За викендот имало огромен број најавувања во итната медицинска помош на бројот 194 на 112. Сме интервенирале кај 160 интервенции. Со тоа што 160 интервенции кај кои што сме интервенирале. Итната медицинска помош реагира кај акутно животно загрозените состојби, загрозувачките состојби и честопати даваме и совети. Можам да издвојам дел од интервенциите. Честопати интервенираме кај болки од малигни заболувања. Тоа се силни болки кај малигни заболувања. Во текот на викендот имаме пат од височина, пат од скеле. Интервенирано е кај 8 повредени во сообраќајни незгоди. Имаме еден обид за самоубиство. Потоа неколку мозочни удари, интервенирано. Навистина голема е работата на итната медицинска помош и разнообразна е. Значи повеќе сериозни случаи овој викенд? Да, повеќе сериозни случаи овој викенд. Би можела тука да издвојам нешто многу интересно. Сме интервенирале кај 8 алкохолизирани лица по пријава на граѓани, кај кои што не само што тие не се безбедни за своето здравје, туку и не се безбедни за околината која што ја обкружуваат. Затоа граѓаните реагираат и најавуваат нам, ние реагираме заедно со полицијата, затоа што тие често излегуваат на коловози и можат да предизвикаат сообраќајни незгоди заради нивната пореметена свест, малата ниската координација и лошите реакции кои што ги имаат најчесто тоа го интервенираме во текот на ноќта. Дали често се случува граѓани да пријавуваат вакви случаи? Дали е тоа пракса и во минатото? Да, често се случува да интервенираат, односно да пријавуваат граѓани, со тоа што често тие пријавуваат и се заминуваат од местото на пријавување. Јас би сакала тука да напоменам дека кога се јавуваат на итната медицинска помош, да ја кажат точната локација каде се наоѓаат и доколку можат да помогнат колку што можат. Докторке, колку и дали променливото време беше фактор за интервенции изминатиот викенд? Да, актуелна во периодов е метеоропатијата. Навистина бележиме промена во атмосферскиот притисок, влажноста на воздухот, температурни разлики имаме и во текот на едно деноноќие. Метеочувствителните луѓе реагираат со тоа што чувствуваат повеќе главоболка, замор, чувствуваат една психичка раздразливост, несоница, лоша концентрација и тоа се поголем број се на млади луѓе кои што се јавуваат во итната медицинска помош и заради анксиозни состојби, најверојатно заради нарушениот сон кој што го имаат во текот на овој период. Доктор, ќе ви благодарам многу на разговорот и на информација. Ви благодарам и вам за гостувањето. Со докторката Елена Карева-Пиловска, специјалист психијатар од итната медицинска помош, зборувавме за бројот и видот на интервенции кои ги имаше итната медицинска помош во текот на изминатиот викенд.